Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Црната економска тројка во криминалниот картел на власт, Заев, Андјушев, Тевдовски, турка Република Македонија во тотален економски хаос. Задолжувањето на државата стана секојдневна практика на оваа власт, а нема никакви резултати од тоа. Економијата бележи само раст на задолжувањето, а пат на проекциите на бруто домашниот производ. Почитувани, бројките се немилосрдни, никаква весела математика на Зоран Заев и трети полугодија нема да ги покријат катастрофалните резултати на оваа неспособна власт. Веќе зидната недела оваа влада најави ново задолжување и тоа од најмалку нови 3,3 милиарди денари, односно околу 53,6 милиони евра. Оваа аукција на државни харти од вредност е најавена за 16 октомври. Во рок од 3 недели наназад оваа власт веќе по истиот основ ја задолжи за 102 милиони евра. Јавниот долг веќе достигна 48,8% од проектираниот бруто домашен производ. Ако на ова се земе фактот дека растот на БДП-то ќе биде помал од проектираниот, односно 3,2 ќе заврши само на околу 1,2%, тогаш бројките стануваат загрижувачки. Македонија, поради неспособноста на оваа власт, повторно ќе биде на дното во Европа по растот на бруто домашниот производ. Во услови кога сите земји од регионот, а да не зборуваме за Европа, ќе бележат нови високи стапки на раст, ние ќе треба да се задоволиме со нешто над 1. Од земјите во регионот највисок раст имаат Албанија, Србија и Косово 4%, Црна Гора 3,7%, Бугарија 3,6%, Босна и Херцеговина 3,2% и Хрватска 2,8%. Во Македонија може само да сонуваме за овие цифри. Ни трага, ни глас од 5% или 7% кои што ги ветуваше и најавуваше Зоран Заев пред изборите. Всушност тоа го потврди ММФ со последниот извештај. Тоа очигледно е капацитетот на оваа власт. Секое ново задолжување само ја покажува неспособноста на оваа влада и ја уништува иднината на генерациите кои доаѓаат. Благодарам.